Професионално да работат и врз основа на меѓународни стандарди. Тоа се очекувањата на премиерот од предстојната средба меѓу делегациите на Министерствата за надворешни работи на Северна Македонија и Бугарија. На состанокот на експертско ниво, што на крајот на неделава ќе се одржи во Софија, ќе се разговара за пакетот политички прашања, најчувствителниот дел од процесот меѓу двете земји, од чиј исход зависи деблокадата на евроинтеграциите. Според Ковачевски, клучно е разговорите да се водат на еднакво ниво. И разговорите да бидат водени во духот на европските вредности, со почитување на двете држави и со почитување нормално на достоинството на граѓаните и на Република Северна Македонија и на Република Бугарија. Кога ќе имаат резултати во однос на нивните разговори, кои што ќе бидат на ниво да може да се смета дека се прифатливи, тогаш нормално дека и владите ќе ги разгледуваат, ќе бидат споделени и со јавноста низ процедура и со институциите кои што се задолжени согласно со закон и согласно со устав за низно разгледување и евентуално усвојување. Додека се динамизира работата на заедничките македонско-бугарски работни групи, чија цел е подобрување на соработката и комуникацијата во делот на инфраструктурата, културата, образованието, евроинтеграциите, домашниот политички дискурс е фокусиран на клучниот лик од поновата историја. Ново прашање за кавга меѓу мнозинството и опозицијата во начинот на кој се менаџира процесот со Софија е декларацијата за Гоце Делчев што ВМРО ДПМН ја поднесе во собранието. Ајде сите заедно да се обединиме и да ја донесеме оваа декларација по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев и да покажеме дека за вакви важни, значајни ликови од нашата историја знаеме да бидеме единствени и обединети. Социјалдемократите сметаат дека станува збор за понижување на ликот и делото на Делчев и бараат повлекување на декларацијата. Вакво политичко понижување на делото на Делчев и штета на грбот на националниот интерес прави да нема разлика помеѓу Христијан Мицкоски и некои други бугарски политичари кои има за една цел – градење на политички кариери преку одржување на спорот помеѓу двете држави. ВМРО ДПМН и Мицкоски треба да се засрамат и да ја повлечат нивната така наречена декларација. Во односите меѓу двете земји се забележува подобрување по изборот на новите влади и во Скопје и во Софија. За 2 седмици имаше 2 средби на највисоко ниво, а на одбележувањето на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев во Скопје присуствуваше и шефицата на бугарската дипломатија. Сепак, сето тоа не гарантира решение за чувствителните прашања. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.